Почитувани, добре дојдовте во Само вистина. Вечерва во студиото се Александар Чумовски. Добре дојдовте. И Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и надворешна трговија и воедно и генерален секретар на Демократскиот сојуз. Добре дојдовте и вие, Димитровски. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Има многу интересни теми во делот на надворешната политика, но и овие геостратегии, верувам дека вечерва и за тоа малку повеќе ќе зборуваме, секако и за нашите актуелни избиднувања. Димитровски, има ли било какви сигнали дека Брисел би ја променил одлуката за Шенген ограничувањата и втор ден од блокадите на превозниците не само од Македонија, туку и од Западниот Балкан, односно соседството Србија, Босна и Црна Гора? Според првичните најави вчера од Брисел беше дека тие ја следат ситуацијата одблизу, меѓутоа дека некоја позначителна промена на сегашната одлука нема да има. Се работи за бирократски структури во Брисел, кои што, иако ние долги месеци, значи ова не е од вчера, откако се најави системот ЕАС, и од причина што не само нашите превозници од целиот Западен Балкан, од сите држави, сите 6 земји од Западен Балкан, буквално реагираа дека веќе нема да се толерира, затоа што тоа правило нели од порано важи 90 дена во тек на 180, и дека превозниците имаа одреден вид на толеранција, немаше систем по кој што може да се провери колку дена тие навистина превезуваат, затоа што тоа е дел од нивната работа. Значи тоа е дел од бизнисот. Тие пренесуваат стока од компании кои што чии собственици овде се исто така или земји членки на Европската унија или некои други. Земји од светот ги ја пренесуваат таа стока или суровини и така натаму во земји членки на Европската унија или во Велика Британија, поминувајќи низ Европската унија. Значи се работи за работа, за бизнис, а не за туризам или за она што, да речеме, некои наши патувања кои што се како професионалци, студенти и така натаму. И овде Европската унија неколку месеци немаше воопшто слух. Ги третира земјите од Западен Балкан исто како да се трети земји од светот, како возачите од, не знам, Авганистан или од некои други земји, што сметаме дека доколку постои една визија во Европската унија дека земјите кандидатки од Западен Балкан имаат еден ден намера навистина да станат членки на Европската унија, тогаш не треба да се прави тој потек, односно треба да им се даде одреден привилегиран статус. Дали Македонија подготвена и на сценариото дека нема да се промени одлуката, а почнува да се применува од 10 април? Не може да биде подготвена. Искрено да ви кажам, фирмите, она што го слушаме, прво мислам дека ќе има одреден притисок и од фирмите во Европската унија, затоа што тие се увозници на тие стоки или кај нив стигаат веќе во Бугарија имаат проблем превозниците нивни веќе се блокираат. Второ, значи вие чувте денеска дека загубите на цел Западен Балкан се околу 100 милиона евра дневно. Дел од тоа сигурно припаѓа на Македонија. Фирмите не можат, доколку вработат втор возач, да речеме, за да ги надомести оние другите 180 дена, треба да се зголеми цената на производот што го фактички што го пренесуваат таму или на стоката, каква и да е. Со тоа ќе станат неконкурентни и веќе на тој пазар не може да настапуваат. Со други зборови, фирмите кои што се собственици овде од Запад, односно од истата таа Европа, ќе гледаат што побрзо или да ги затворат, или затоа што ако им се поскапи превозот, едноставно продуктите, производите ќе станат неконкурентни. Од тие причини сметаме дека ќе има, јас се надевам, и не е само надеж во прашање, веќе има и сигнали од таму. Премиерот рече ќе разговара со Урсула фон дер Лајен, меѓутоа не само нашиот премиер, ова е заеднички настапуваат сите и министри за надворешни работи, премиери на државите земји од Западен Балкан, и дека ќе се издействува решение кое што ќе биде, се надевам, во интерес и на Европа, меѓутоа и на земјите од Западен Балкан. Да. Чумовски, како гледате вие на оваа ситуација? Очекувате ли дека Брисел ќе има разбирање за проблемите на нашите превозници и воопшто за економијата на регионот? За да почне Брисел да има разбирање, треба ние да бидеме подготвени да ги разбереме Брисел. Овие стандарди на ЕУ не се од сега. Тие се пред 2 години промовирани, пред 6 месеци почна да се применуваат. И мислам дека во целата тоа работа има една содржински добра анимација, а тоа е дека ова е така наречен балкански протест. Има вистина од тоа дека треба да се најдат решенија.
Но мислам дека не можеме да се оставиме во ситуација да ле лекаме. Вклучувајќи ги и нашите транспортни организации, вклучувајќи ги нивните наработавачи, затоа што ако имаме ние менаџери кои ги знаат овие состојби, без оглед дали ќе се зголеми цената на уште еден шофер, до сега тоа требаше да се промовира за да се направи кондиција и на фирмите, оти нема полоша ситуација ако ти стојат камиони на граница затоа што не можеш да платиш уште еден шофер кој ќе ги трансферира производите. Но ми се чини дека ова покажува всушност и една прилично арогантна бирократизирана Европа кон земјите од Балканот. И тоа само ќе ја зголеми дозата на незадоволство и недоверба кон европските интеграции и на моменти човек може да се запраша зошто се тие толку жртви што се направени кај кандидатите наспроти еден ваков гест кој може со еден ракав да однесе и профити, и системи и така натаму. Меѓутоа, она што мене ме радува, освен овој Балкански сојуз, што гледам еден модерен транспортен коридор, конвои кои изборуваат за капацитетот на македонските транспортни организации. Сега е одговорност на министерот за надворешни работи, министерот за трговија, и двете се во негова област, што не ги подготвил сите продукти и сите инструменти на надворешната политика на дипломатијата, за да може и домашните компании да бидат подготвени дека ова може да им се случи. Добро, па претпоставувам компаниите биле информирани за... Компаниите мора да водат сметка што им се случува. На крајот на криштата компаниите се исто што и ние како туристи. 6 месеци наназад почнаа веќе да сликаат, да не сликаат и така натаму. Сега веќе има расположение кај граѓаните, дај побрзо да се сликаме дека нема метежи по границите. Значи, суштината е, ова е тест, дали Европа воопшто сака да се однесува активно. Сепак гледате политика и во ова... Апсолутно е политичко прашањето од неколку причини. Прво, ова не е единствената работа која што во иднина би можела да биде пречка за земјите од Западен Балкан. Втората, една друга одлука која што се подготвува, се тарифите за челик, кои што исто така ќе дојдат на дневен ред и исто така ќе направат штети на повеќе земји од членки од Западен Балкан. Онака како што Европа денеска вели дека има проблем со тарифите, односно со царините на Доналд Трамп кои што ги поставува врз администрацијата на Доналд Трамп и врз европските земји и со нив на некој начин се заканува дека ќе воведува и нови царини. Истото тоа Европа има намера да го направи кон послабите, да речеме, за извоз на челик. Овие неколку земји од Западен Балкан имаат челичани, имаме и ние, и ако тоа се случи, и тоа ќе биде навистина дополнителен товар. Се споменуваат и некакви други енергетски аранжмани на Европската Унија, дека и во енергијата ќе треба да плаќаме исто така некакви дополнителни трошоци, што значи ова прашање воопшто јас го поставувам во контекст на визијата на Европа, дали има сериозна намера да ги унапреди земјите членки од Западен Балкан, нивната економија, нивните стопанство, да им помогне при евроинтегрирањето, или има намера да се однесува како кон трет свет, како земјите од третиот свет, да се затвара во себе, затоа што гледаме дека во светот сега тоа се случува. Значи, големи земји и така натаму земји средна големина се затварат. Европската Унија исто така, иако подпишува договори за слободна трговија, гледаме денес со Индија, кон некои други делови од светот има намера да поставува бариери. Мислам дека тоа не е вистински чекор кон, ако сакате, Западниот Балкан е дел предворија на Европската Унија. И видовме пред неколку дена господјата Марта Кос кажа отворено дека има намера да Европската Унија да обелодени некаков нов предлог околу евроинтегрирањето на земјите членки од Западен Балкан. И во тој контекст се надевам дека сите овие прашања, сите овие проблеми ќе бидат затворени со тоа што не само нашите земји да бидат поинаку, ние треба да бидеме поинаку третирани.
Не е никаква не можеме да се правдаме на тоа дека пред 2 години бил донесен системот. Да, пред 2 години или пред 6 месеци почнале да го применуваат, но тие се однесувале во меѓувреме балкански, ги толерирале затоа што им било потребно очигледно стоките да стигнат на нивниот пазар. И во тоа време не е изнајдено решение, иако не само што алармираме од самиот почеток, туку на сите звона во Брисел, сите 6 земји тоа го правиме. Ако видовме, јас би сакала малце да го поврзам и со случувањата. Од она што можевме да го слушнеме исто, и Чумовски би сакала малку околу тоа, во Давос повеќе говорници зборуваат дека веќе е крај на глобализмот, на стариот поредок и дека сега некои нови правила важат. Дали може би заради тие нови правила Европската унија почнува посебично да се однесува конкретно кон нашиот регион, не знам, но реално што очекувате, како Македонија сега ќе плива во оваа нова геостратегија, кој курс или каков компас да фатиме, во кој правец, што е паметно во моментов? Има ли според вас државата некакво магично стапче како да се позиционира? Бидејќи сепак го слушнавме, нели, канадскиот премиер кој што кажа дека ние како средно голема држава треба да бараме решенија, ги наведена сега, да не должам тука на самитот. Историски говор го оцења еден добар дел дури од светските аналитичари. Што можеме ние како мала земја? Тој тогаш кажа дека големите прават што сакаат, малите што мораат, па што мораме или што треба да правиме? Пред Давос почна преструктурирањето на нов меѓународен систем, правен, политички, како сакате. После Давос се зацврстува јасниот концепт дека во игра е ригиден неоимпериализм, до степен на неоколониализм, до примена на стандарди и сваќања кои одат кон примена на сила наспроти детантот или диалог за мирот. Вие имате, например, ситуација во која преговорите за мир не се одвива, која почнуваат преговори за мир, запира оружјето. Ние сега имаме ситуација во која со оружјето бараме мир. Тоа е едната работа. Второ, ми се чини дека во светот, освен новиот меѓународен поредок, завчера или пред некој време го читав Јанис Варуфакис со една негова нова анализа околу тоа каде оди светот. Според негово сваќање, книгата е технофеудализам. Тоа значи дека сега во овој момент се уште е нејасно дали и колку развојот на технолошките иновации ќе предизвикат такви структурни промени, што веќе нема да разговараме за империализам, туку за новите форми, како он ги крсти технофеудализам. Тоа значи дека светот веќе ќе се структурира според за него кметовите на новата технологија и плепсот кој доправа треба да ги користи тие нови технологии. Ако го има во предвид и овој процес на директна обнова на империализмот, што значи дека во светот се развива, односно влегуваме у фаза на нова разврска и на поделба на интересните сфери. Таа поделба на интересните сфери не завршува со Јалте и уште помалку завршува со Потсдам, но сега мислам дека после овие премалкни договори на Трамп со Путин, во кој си ја поделија Европа повлијание и помоќ, сега следното што може да стане тоа е како Трамп, Путин и Трамп ќе се договорат за евентуално однос кон Балканот? Не, кон најголемата нова трета сила, тоа е Кина. Затоа сите со помалку со воодушевување или со доза на интриганство гледа кон овој договор на фон дер Лајен со Индија. Тоа е исто како што
канадскиот премиер индиректно најави, па се прејапа, дека ако Трамп ова го прави, па и ние можеме да склучиме договор со Кина. Тоа не се закане, па се откажа. Тоа се прилично реторични прашања за една интригантна ситуација, но во целата оваа ситуација, повторувам, многу внимателно треба да се гледа прашањето на суверенитетот. Тоа е стожерот на меѓународните политички односи. Ние во овој момент ми се чини дека на сцена е Брежневата теорија од 68 за ограничен суверенитет. Таа беше предизвикана од неговото излагање во Полска, во која под налетот на чешкиот либерализам го декларираше правилото се што е антикомунистичко ќе биде подложно на ограничен суверенитет, односно врвен суверенитет е комунизмот. Сега ми се чини дека е на сцена еден таков нов ограничувачки фактор на суверенитетот. Тоа се изрази низ Венецуела, тоа се изразува низ битката за и околу Гренланд, и тоа е сосема сигурно дека ќе предизвика нов стек на покажана мок, империалистички и неоколониалистички, и наспроти американскиот интерес на Блискиот исток, на далечниот исток и така натаму. Тоа треба многу внимателно да се следи. Димитровски, курсот на Македонија, барем од нешто досега го слушавме од представниците на власта, е дека ние остануваме со нашите стратешки партнери, со Соединетите американски држави, членството НАТО и ЕУ. Во тој правец, што можеме да очекуваме во следниот период, апропо овие геостратешки поместувања, во што го зборува Чомовски за овој суверенизам? Да, добро, живееме во еден неизвесен свет и наистина не би имал тука што да додам во контекст на анализата што ја говореше господинот Чомовски, но јас би се осврнал повеќе на нашата приказна и на македонска приказна, меѓутоа и на Балканот пошироко, затоа што сведоци сме во 90-тите години што се случуваше пред се на Балканот. Делот тие војни нас не избегнаа, но повторно еден етнички конфликт имавме во 2001 година, нешто и не зафати од тој бран. И сведоци сме дека Соединетите американски држави беа факторот и силата која што со своето присуство на Балканот ги менаџираше тие војни, на некој начин ги спречи и е некаков гарант и за мирот, и за безбедноста, и за напредокот на овој регион. Европската унија во 90-те години не умееше да се снајде на Балканот, тоа е факт. И до ден денес Европската унија за својата безбедност зависи од Соединетите американски држави. И верувам дека доколку Европската унија има навистина идеја и визија да стане геополитички играч, бидејќи сега гледаме дека Соединетите американски држави, Русија и Кина се тие три големи светски играчи, она за што зборуваше Чомовски, дека обединувањето на првиот елемент е обединувањето на Европа. Затоа што ние сме дел од таа територија, еве во контекст на војната во Украина се говори дека за доколку биде склучен мировен договор, веќе во 2027 година од 1 јануари ќе станат членка на Европската унија. Не знаеме дали тие реално ќе има такви сценарија, меѓутоа тоа е дел од мировниот процес и се зборува за тоа. Значи Европската унија мора да излезе со силна геополитичка визија и во тој контекст она што го говорев и дека еврокомисарката за проширување Марта Кос го кажа дека ќе има некаква понуда во контекст на евроинтегрирањето на земјите од Западен Балкан. Значи во овој момент треба да преовлада таа геополитичка визија и навистина сите овие земји од Западен Балкан да станат членки. Тоа е единствената гаранција, нормално, во исто време членството во НАТО, нашето сега говорам за Република Македонија, стратешкото партнерство со Велика Британија, затоа што многу е важно овој регион да остане во тој контекст, под тоа западно влијание. Јас се надевам дека нема никаква вистина во приказните дека Путин и Трамп ја поделиле Европа и Балканот, дел од Балканот и припаднал на Русија. Затоа што имаше и такви приказни. Никош нема да има изјави, секојаш ќе се гледа под житото што се случува. Меѓутоа, мислам дека Европската унија
ако навистина сака да стане геополитички играч, мора со силна обединувачка визија да настапи на Балканот. Димитровски, да, сепак, но тука ќе интервенирам. Нели најчесто беше Вашингтон тој кој што на некој начин ќе се јавеше со силни пораки дека треба да се придвижи. Беше еден вид промотор на тој евроинтеграцијски процес. Мислите дека сега ќе го имаме тоа од другата страна? Па не, ако една работа е заинтересиран Вашингтон, барем што се однесува до Балканот, е да нема руско и кинеско влијание. Вие гледате, Вашингтон е заинтересиран тоа да го нема ни во Европа. Значи, дури ако сакате од лукративни причини, од продажба на газ, нафта и така натаму, Соединетите американски држави се заинтересирани оружје тоа да го прават во Европа, а не да го прави некој друг. Така што значи, Вашингтон во никаков случај, според мене, нема да дозволи на територијата на Европа, Балканот е дел од Европа, сериозна пенетрација на Русија и на Кина. Не станува збор тука за никакво во смисла малигно влијание, дали тие ќе донесат некаков авторитарен режим или значи таа приказна од идеолошка веќе е исчезна, значи во Белата куќа и насекаде во американската администрација, туку станува збор за голиот интерес. Но да не заборавиме, голиот интерес од секогаш бил над меѓународното право. Ние бевме земја која многу истрпе, значи она говорот на Карни навистина во Давос и така натаму, според мене е една задоцнета реакција, затоа што меѓународното право се кршеше врз грбот на малите земји долго време. Ние знаеме многу примери од регионот, Македонија е еден од тие примери, каде што меѓународното право едноставно не функционираше, односно беше направен беа спроведени чекори врз наша штета. Имало и други администрации американски кои исто така го кршеле меѓународното право, руски и така натаму. Дека во некој случај големите можат и да се изземат од некои правила што апсолутно, но сега кога на одредени големите ги прават правилата, не се изземат. Но сега не ги почитуваат кога се однесува за нив. Кога тоа не им се допаѓа на некои условно речено средно големи земји, тогаш се звонат звоната на алармите дека пропадна меѓународното право. Меѓународното право одамна е работи, ако не е во корист на моќните и на големите, не се применува. Се применува само врз грбот на малите земји, а кога по малите земји треба да фактички кога се во право и кога треба тоа да докажат, едноставно тоа оди во на нивна штета. Јас имам една принципијална вака размисла или сугестија. Ова кога го зборуваме за големи тектонски поместувања, не може да значи и не смее да значи алиби за било која македонска власт што сме во заостаток од сопствениот демократски, економски и политички развој во пост-самостојна Македонија. Тоа не може да биде алиби ни за оваа власт, затоа што досни со некои законски проекти, со внатрешната демократизација, со стабилноста на правниот и демократскиот капацитет на институциите и така натаму. Не може да биде затоа што во таа геополитика секој се внесува себе си со некаков индивидуален багаж. А ние во овој момент немаме багаж. Немаме багаж ни ранец со кој можеме да отидеме. Да не си играме мајтап. Ние сме се уште една редуцирана државна творевина која не располага со собствени умствени и ноу-хау капацитети која може да издржи надвор од било каква конјунктурна интеграција, било какво. Дури и да е сепаратна, дури и да е регионална и така натаму. Ова го зборувам од проста причина што ми се чини дека и нашава власт е изненадена од овие геополитички поместувања. Јас сега ќе ви кажам класичен пример, пошто мислам дека некојаш се изненаден. За разлика од сите што го критикуваа присуството на Мицковски во Давос, јас си велам добро е. Добро е што една мала држава, кепенец држава, е присутна на такви големи собири. Дури и да се движи низ ходниците и да ги памти
личностите или темите за кои се разговара. Зашто е добро меѓу другото? Затоа што од таму Мицковски, тука ми заличи на Киро Глигоров, бидејќи Киро Глигоров ни праќаше пораки за Македонија од Љубљана, која веќе бевме пред војна. Мицковски таму ни праќа порака. Југославија беше пред војна, не Македонија. Да, Југославија. Пазите, на светот ќе му треба голема електрична енергија. И дека сега одеднаш на маса е повторно Галиште и Бошковско. Да, енергетскиот потенцијал нешта. Тоа зборува дека ние немаме капацитет за реални проценки. Уште поише што наша министерка за енергетика пред да отиде Мицковски во Давос, вели тоа ќе биде македонски проект. Нашиот шеф на владата вели имаме понуди и разговараме Не само Западен Балкан, туку и другите земји. За поширок контекст. Хрватска, Словенија, Грција и Тоа така. зборува дека нашите капацитети се прилично клиентелистички настроени. Тука малце да закрпиме некој зелена оаза, па зелен парк, па ветерници и така, без да видиме глобалната слика. Ние за 10 години, не случајно ви го цитирав Варуфакис, светот ќе предизвика такви бранувања што вештачката интелигенција ќе создаде нова класа на на вештачка интелигенција. Нема да разговараме веќе за производни сили и производни односи од времето на Карл Маркс, ке разговараме за нови стандарди. Тие стандарди драстично ќе ги променат релациите и во односите на градувањето, и во односите на стекнувањето и распределбата на доходот. Илон Маск вели дека ќе има универзален доход, кој што нема да има потреба така што сите да работат. треба многу внимателно тоа да се следи. Добро. Па и многу работни места Овие- нели ќе се укинат со ако профункционира. Да, сепак да не одиме во апокалиптични визии или пак во seедно, во некакви околу фантастични Чебрени визии. Галиште и во тој дел што во овој Чоловски контекст, што го да го не, спомена. во овој контекст ние долго време, ако сакате, оваа влада и со оние средства кои што треба нели да пристигнат во Македонија во договор со под гаранција на Велика Британија, кредитна гаранција на Велика Британија. Идејата беше не само вложувањето во овие и големи инфраструктурни проекти кои навистина треба да придонесат за развојот на Македонија и за регионалното поврзување, туку и во делот во и енергетскиот дел. Првичниот една од првите идеи беше токму овие големи проекти како Чебрен, Галиште, пред се хидроцентрали за Бошков мост, затоа што станува збор сепак за енергија која што не е валкана енергија, иако денес гледаме на секаде во светот нуклеарки се планираат и така натаму и се вложува во различни типови на енергетски објекти, но она што го говореше премиерот е во суштина веројатно иднината и вистината за тоа што ќе се случува не само во регионот, туку во целиот свет, а дека потребите од енергија ќе бидат неколкократно, десеткратно, ако не и повеќе од она што е денес, затоа што тие огромни бази на податоци кои што треба да ја хранат вештачката интелигенција ќе трошат енергија, како што трошат овие биткоини валути и така натаму, овие ќе трошат десеткратно повеќе. Но ние сме мали играчи, ние навистина треба да ја фатиме, фактички да бидеме дел од некаков мозаик кој што ќе се прави во целиот овој регион. Значи, затоа што регионот на Балканот самиот е мал за да излече процент од премиерот говореше за 0,01%. Значи не е ни за 1%. Но без оглед на тоа, сега говориме свет пред се за безбедносно, геополитичко и економски опстанок и на Македонија во овој регион и на целиот регион на Западен Балкан во Европа. Ние сме дел од Европа. Ја делиме таа судбина. Значи не можеме, ние не сме надвор од овој Не знам, Вучич континент. последната изјава беше Америка ја остави Европа, само нема кој да им каже, не знам, има нешто за Јас не верувам дека такво оставање за кое што се зборува, бидејќи работите во светот се поврзани. Точно, Соединетите Американски држави ќе имаат свој фокус можеби кон други делови од светот, како што е Кина и Азија и така натаму, и повеќе ќе бидат свртени кон себе си, без оглед дали ќе се промени утре администрацијата на Трамп ќе дојде некоја друга, но поентата е дека мислам оти западниот интерес, ако го слушавте Трамп 75 минутниот говор во Давос, тој
тој говореше дека јас сум европјанин и по семејство, и по татко и по мајка. Тој само ја критикуваше Европа од прагматичен аспект, во што вложува Европа, во запирање на имигрантската криза, зачувување на некакви стандарди кои што ги има тоа западно христијанско општество и така натаму. Значи ја критикуваше Европа зашто прави такви чекори кои што едноставно ја доведуваат да биде играч, да не биде играч во светот, ниту во сферата на технологијата, ниту на економијата, да не зборуваме за развојот на вооружувањето, одбраната и така натаму. Така што сметам дека и администрацијата на Трамп, меѓутоа и воопшто американското општество е заинтересирана да има добри врски со Европа и да опстане тој евроатлантски свет, но не на начин како што го познававме претходно, туку секој да си ја има својата одговорност. А Европа може тоа да го направи доколку навистина се обедини и тоа да и биде еден од начините да стане геополитички играч. Какви ќе бидат тие позиции.